Колеги, пратеници, председателя и почитувани граѓани. На моменти се радувам што не следи јавност. Навистина е тажно тоа што полемизираме политички по прашања на здравје, живот или смрт. Меѓутоа мора да се задржиме на неколку факти. Први, не чуено да се припишува болеста на ВМРО ДПМН или на Социјалдемократскиот сојуз. На крајот на денот, колку и да го нарекувате ВМРО ДПМН кластерот за пандемијата, секогаш излегувате соочени со бројките и статистиките, со реториката дека броевите се такви затоа што е таков вирусот и таа е ситуацијата во целиот свет. И на крајот на денот што, иако се обвинуваме? Дали за во ваква состојба е подобро да имаме еден експерт или повеќе? Како лекари, секогаш е подобро повеќе. Конзилијарното мислење е конзилијарно со причина. Дури и во економската криза имаме повеќе умови собрани на едно место за да се справат со кризата, па така и со пандемијата е подобро да има повеќе глави. Не, тие нема да се конфронтираат, тие ќе се надополнуваат. Дали комисијата вроди со плод? Бесмислено е да се критикуваат луѓето кои што се дел од комисијата за заразни болести. И навистина е срамно да се критикуваат. Силно верувам дека дале се од себе. Меѓутоа, ние поставуваме едно поинакво прашање од страна на ВМРО ДПМН. Дали методите кои што ги искористија или ги предложија и беа прифатени од владата, вродија со функционално решение? Не. Броевите растат рапидно и на смртни и на заболени. Доколку тврдиме дека така е во целиот свет и дека тоа е нормалноста на заболувањето, ќе ве прашаме ве лекари кои што се тука присутни. Дали со вакви броеви требаше да прогласиме карантин? Дали требаше да имаме рестриктивни мерки? Дали во текот на ноќната смена, доколку имавме плеада, еве студенти сме, треба да полагаме инфектива утре? Имаме 100 пациенти кои што доаѓаат со различна симптоматологија, од повраќање и диареја до висока температура и миалгија. Немаше да знаеме што да правиме. Дали ќе прогласевме карантински мерки зависно од епидемиолошки статус? Да. Дали изговорот беше дека економскиот фактор тоа не го дозволува? Да. Дали тоа значи дека здравствената комисија донесе политичка одлука? Да. Таа донесе политичка одлука, таа не се грижи за економијата. Ако на мене извршите хируршка интервенција, ќе ми речете врати се на работа за 2 дена заради тоа што зема кредит? Не, тоа не е ваша работа како лекар. Ме вознемирува затоа што многу зборуваме за статистика и броеви, ама знаете, ако еден член од моето семејство го загуби животот од COVID-19, мене ми е гајле за вашата статистика, тој е член од моето семејство. На крајот на денот, доколку комисијата достаточно квалитетно си ја вршеше работата и за тоа имаше слух и владата, кажете ми зошто амбасадите се во карантини и во рестриктивни мерки и нивните вработени? Зошто не остваруваме состаноци со нив? Сега, дали е вината кај министерот? Одговорноста е кај него. Како и кај нас. Би сакала да повикам, да упатам повик до граѓаните, да не гледаат еден по еден, со фотографија име и презиме да не обвинат сите за сите одлуки, и од ВМРО, и од СДС, и од ДУ, и од Алијанса, и од Алтернатива. Сите сме виновни за се што се случува во моментов. Меѓутоа, да, господинот Венко има одговорност. Зошто? Преди се, доколку немаш одговорност, немаше да се случува ова што се случува. Ќе ги отвореше протоколите за заразни болести и за пандемија, кои што се наоѓаат во Институтот за јавно здравје во депото оставени уште за време на Титова Југославија, изготвени од тогаш и високофункционални. Истите биле преземени од СУК. И во тој случај, во вториот бранк, ја пречекавме пандемијата со детален план за кризни состојби, со целосно разработени сегменти за мобилизација на кадри, транспорт, сместување, дотор на материјали, лекови, рехабилитација на пациенти, медицински отпад, кои што беа подготвени уште за време на директорувањето на господинот Панде Лазаревски. Ама наспроти тоа, ние видовме карантински мерки во Битола на сред широк, со како каде отиде медицинскиот отпад и дали правилно се справивме. И да, одговорено и за вакцините, извинете колечке, меѓутоа на страната на Институтот за јавно здравје, како и по медиумите, објавените податоци за дотор на вакцини за сезонски грип за 2017 година се завршени 19.10.2017 година, за 2018 година завршени 15.10.2018 година, во август веќе започната процедура за 2019 година за доцниле вакцините, тука сте во право,
и длабока задоцнија за 2020, ама беше недозволиво поради веќе присутната пандемија и криза. Да, има апсолутна врска. Не зборуваме за заморчиња, зборуваме за народ и граѓани. Не бираат партиските лидери, не бира народ, луѓе. Конечно, сметам дека не е ништо страшно да се формира уште една комисија, можеби да седнат и заедно да соработуваат. На крајот на денот тоа е добро за сите граѓани на оваа држава. Ве молам да заставивме барем за ова прашање препокување помеѓу СДС и ВМРО или ДУИ или Алијанса и Алтернатива, да ги спрегнеме сите сили заедно и да ја решиме кризата што побрзо може со помали загуби. Ви благодарам.